Случајот со водоснабдувањето во Крушево не треба да се споредува со кризата што се случи во Гостивар, бидејќи станува збор за сосема различни околности, изјави директорот на дирекцијата за заштита и спасување и раководител на главниот штаб за управување со кризи Стојанче Ангелов. На пресконференција во Центарот за управување со кризи посветена на состојбата со водоснабдувањето во Гостивар, Ангелов објасни дека во Крушево дошло до едночасовен прекин во работата на системот за хлорирање на водата поради прекин на електричната енергија. Тој посочи дека веднаш по добиената информација разговарал со градоначалникот на Крушево кој го информирал дека по нормализирањето на снабдувањето со електрична енергија уредот за хлорирање повторно бил ставен во функција и состојбата брзо се стабилизирала. Во Крушево немаме појава на граѓани кои се жалат на здравствени симптоми, па затоа овие два случаи воопшто не треба да се споредуваат, нагласи Ангелов. Тој додаде дека очекува состојбата во Крушево веќе да биде целосно нормализирана, а за дополнителни информации упати јавноста да се обрати до локалната самоуправа. Министерството за внатрешни работи од следниот месец ќе започне со примена на брзи тестови за откривање присуство на наркотични средства кај возачите за време на сообраќајните контроли. Според најавите, полициските службеници ќе можат веднаш на терен да ги тестираат возачите кај кои постои сомнеж дека управуваат возило под дејство на дрога. Проверката ќе се врши со земање бриз од плунка, а резултатите ќе бидат достапни во рок од 3 до 10 минути. Министерството веќе набавило првична количина од 10.000 тестови кои се очекува да пристигнат на почетокот на август. Еден тест чини 218 денари, набавката е реализирана по рамки на 2-годишна рамковна спогодба со максимална вредност до 80.000 евра. Според објавените информации, тестовите имаат точност од 99% и може да ги користат полициските службеници без потреба од посебна медицинска обука. Со еден примерок од плунка ќе може да се открие присуство на 7 видови психоактивни супстанци, меѓу кои кокаин, амфетамин, метамфетамин, опијати, екстази, седативи и активна состојка на марихуаната. Од МВР очекуваат новата мерка да овозможи побрзо и поефикасно откривање на возачи кои управуваат под дејство на дрога, со што ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се забрза постапката при полициските контроли. 3 лица загинаа, 4 се повредени во пукање што се случи синоќа за време на фестивал на храна во Сиетл во американската сојузна држава Вашингтон. Полицијата уапсила еден осумничен, додека по второ лице се уште се трага. Инцидентот се случил околу 18 часот по локално време при крајот на годишниот фестивал Bite Seattle, кој се одржува во близина на познатата кула во Сиетл и привлекува голем број посетители, продавачи на храна и изведувачи. Според полицијата, двајцата осумничени најверојатно пукале еден кон друг. Помошник началникот на полицијата во Сиетл Тајрон Дејвис изјави дека во моментов нема опасност за јавноста, но истрагата продолжува. 2 лица починале на местото на настанот, додека третото лице кое првично било пренесено во болница во тешка состојба подоцна им подлегнало на повредите. Меѓу повредените и 2-годишно момче, додека останатите повредени се во узраст. Од противпожарната служба информираа дека повредените се здобиле со повреди на рацете, стомакот и нозете и се наоѓаат во стабилна состојба. По пукањето голем број полицајци, припадници на итните служби пристигнале на местото и помогнале во евакуацијата на просторот околу комплексот Сиетл Центар. Очевидци опишаа хаотични сцени по инцидентот при што дел од продавачите на храна ги напуштале своите штандови и побегнале кон излезите. Неколку часа подоцна многумина се уште чекале надвор од полициската лента за да можат да ја превземат својата опрема и производите оставени на местото на настанот. Новиот британски премиер Енди Барнам ќе го прими украинскиот претседател Володимир Зеленски како свој прв меѓународен гостин, со што според неговиот кабинет ќе биде потврдена цврстата поддршка на Обединетото кралство за Украина. Средбата ќе се одржи во поморска база, каде двајцата лидери ќе се запознаат со придонесот на програмите за обука предводени од Велика Британија во зајакнувањето на украинските вооружени сили и подобрувањето на нивните способности на војното поле. Британија стои покрај Украина рамо до рамо. Нашата поддршка останува непоколеблива. Русија не треба да има никакви сомнежи во нашата решителност. Нема да се откажеме додека не постигнеме краен и праведен мир за Украина, изјави Барнам. Во рамки на посетата Барнам и Зеленски ќе се сретнат со повеќе од 200 украински војници и морнари кои учествувале во 3-неделната воена вежба Си Бриз во Велика Британија. Вежбата е насочена кон поморска безбедност и отстранување мини со цел подготовка на украинските сили за идни операции во Црното море.
Посетата на Зеленски доаѓа по неодамнешната посета на неговиот претходник Кир Стармер на Киев, каде што тој вети дополнителна помош за Украина, вклучително и средства за опремување на украинските сили со ескадрила од 16 шведски борбени авиони Грипен. Со средбата меѓу Барнам и Зеленски, британската влада сака да испрати порака дека поддршката за Украина останува еден од незините клучни надворешно-политички приоритети. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат сончево и топло време во следниот период со мала до умерена локална облачност и постепен пораст на температурите. Денеска времето ќе биде притежно сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер, долж поврдарието повремено ќе биде засилен од северен и северозападен правец. Максималните дневни температури ќе се движат од 30 до 35 степени Целзиусови. Во Скопје се очекува сончево време со мала до умерена локална облачност. Температурата ќе биде во рамки на најавените вредности. Според прогнозата на УХМР, од утре следува период на стабилно сончево и топло време, со понатамошен пораст на температурите. Во следните денови максималните температури локално ќе достигнуваат до 39 степени Целзиусови. Надлежните препорачуваат граѓаните да бидат внимателни во периодите со највисоки температури, особено при подолг престој на отворено, да ги почитуваат препораките за заштита од топлотен бран.